септември Израел посебно ги таргетира високите кули во кои се сместени цивили, намерно предизвикувајќи смрт и страдање и извршувајќи домицид во градот Газа. Ова е дел од планот на Израел да го уништи најголемиот урбан центар на Газа и да ги принуди неговите 1 милион жители да се раселат во подготовката за смртоносната копнена офанзива и окупација на градот. На жителите на овие високи згради понекогаш им се даваат само 20 минути за евакуација. Израел го рециклира истиот изговор како што го прави тоа веќе речиси 2 години, тврдејќи дека Хамас ја користи инфраструктурата без да обезбеди докази. Дури и иако Канцеларијата за медиуми на владата на Газа ги негира обвинувањата. Израел исто така тврди дека неговата армија ја ублажува штетата врз цивилите додека убива десетици луѓе секој ден. Системското уништување на цивилни домови без воена потреба е воено злосторство според Римскиот статут и Женевската конвенција. Од 7 октомври 2023 година Тел Авив уништи или оштети 92% од домовите во Газа, околу 436.000, принудувајќи го мнозинството од населението да се заслонат во шатори. Но за израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, рушењето е ветување што Тел Авив го исполнува без оглед на цената што палестинците ја плаќаат. אני הבטחתי לכם לפני ימים אחדים שאנחנו נפיל את מגדלי הטרור בעזה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. ביומיים האחרונים 50 מגדלים כאלה נפלו. חיל האוויר הוריד אותם.